Во ова издание на темата на неделата на Радио Слободна Европа, почитувани, се осврнуваме врз еден од последните потези на Европската Унија, укинувањето на роамингот. Дали тоа наскоро може да се очекува и за Македонија? Укинувањето на роамингот е вистинска успешна европска приказна. Вака, меѓу другото, политичарите во Брисел обелоденија неплаќање на услугите за комуникација преку телефонските оператори меѓу земјите членки на Европската Унија. Некои пак велат дека има уште многу да се работи за да се избегнат сите дупки и замки во новата регулатива. Европската Унија ќе ги зближи луѓето и ќе им ги олесни нивните животи. Задоволно порачаа лидерите на Европската Унија, најавувајќи го како што ценија еден од најопипливите успеси на Унијата. Од 15 јуни годинава, граѓаните кои патуваат во Унијата може да се јавуваат да испраќаат текстови и да ги поврзуваат своите мобилни апарати на интернет по исти цени кои ги плаќаат дома. Граѓаните се задоволни од елиминирањето на ваквиот трошок. Досега, кога тие би минале некоја граница на Унијата, било за одмор, работа или студирање, макар и на еден ден, мора да се грижат за користењето на телефоните и големите сметки поради роаминг услугите. Чарли Вайлд, музичар од Шкотска, вели: I think it's excellent. I've been in Europe for 2 weeks, spending £3 a day to be able to use my phone. Задоволството не го кријат ни Герхард Шроер и Алиса Бесе од Германија. Das finde ich ganz gut, die ganze Sache. Es wird ja langsam Zeit, dass die teure Gebühren im Ausland wegfallen. Das finde ich in Ordnung. Ja, also ich finde es persönlich gut, weil man dann mehr flexibel ist oder besonders auch im Ausland, zum Beispiel wenn man irgendwie von der Arbeit her oder so jemanden beschreiben muss oder an sich Freunden und so, dann ja, muss man eben nichts dafür zahlen und dann, also ich finde es praktischer. Лина Ехрик од Германската федерација на потрошувачи, оценувајќи дека станува збор за голем и важен потек, вели: Wir bewegen uns hin zu einem wirklichen europäischen Binnenmarkt. Wir arbeiten natürlich weiter daran, gerade bei den International Calls, dass wir sagen, Anrufe aus Deutschland nach Spanien müssen auch reguliert werden. Aber wir sind schon sehr zufrieden und werden natürlich genau beobachten, wie sich jetzt Tarife entwickeln, wie die Anbieter die neuen Regelungen umsetzen, ob Datenlimits eingesetzt werden. Имено предвидените правила за така наречено фер користење се уште им дозволуваат на телефонските компании да воведуваат дополнителни трошоци, доколку клиентот троши повеќе од она што тие го имаат поставено за лимит. Од друга страна, земјите од југот на Европа, каде што туризмот е витален за нивните економии, се загрижени дека ако цените на телефонските услуги на големо станат прениски, тогаш нивните оператори би можело да ги зголемат домашните цени за да си ги покријат трошоците. Некои експерти пак укажуваат и на можните дупки во законот, кои би можело да представуваат замка и за потрошувачите и за операторите. Македонските граѓани пак се соочуваат со поинакви замки и пречки. Например, како да имаат подостапна телефонска мрежа. Токму и на тоа се најчестите нивни забелешки и бараат од главно двата најголеми оператора во земјата да преземат нешто во врска со подобрувањето на нивните мрежи. Според податоците, роамингот е само мал дел од телефонскиот сообраќај во Македонија. Додека европските граѓани ќе може да зборуваат низ целата територија на Европската Унија по исти цени како дома, македонските граѓани се мачат да фатат мрежа или долго чекаат операторот да им го реши проблемот. Во земјава има над 2 милиони регистрирани претплатници, речиси колку што има и жители. Колачот кај мобилните оператори го делат речиси по половина Македонски Телеком и OneWeb, а сосема мал дел, нешто над 1%, припаѓа на Лајка Мобайл, оператор кој започна да ги нуди своите услуги на пазарот од третиот квартал минатата година. Граѓаните кои ги анкетиравме во центарот на Скопје велат дека операторите треба побрзо да реагираат кога до нив е пријавен некој проблем, дека треба и луѓето да бидат рационални во користењето на услугите, а тие кои се задоволни со години користат ист оператор. Некои од операторите реагираат брзо, меѓутоа некои не реагираат соодветно нели за да го услужат корисникот, а најчесто на крајот услугата ја наплаќаат како да било беспрекорно дадена таа услуга. Ако луѓето спијат на телефони, а болеста е голема, знаеш, луѓето сакаат да спијат на телефони и онда сакаат цел ден да зборуваат и да им биде ефтино, не може. Сум задоволна. Више
8-9 години сум на T-Mobile. Совршено услугата, мрежата ич не паѓа. Македонски Телеком и T-Mobile Македонија пред 2 години и официјално станаа една компанија. Малку подосна се споја и вториот и третиот мобилен оператор OneVip, со што се намали изборот за граѓаните. Потрошувачите најмногу се жалат на гаранцијата и квалитетот на мобилните телефони, покажува извештајот на Организацијата на потрошувачи, што се однесува до јавните услуги. И тука најмногу поплак имало за телекомуникацијските мрежи. Граѓаните се жалат на лоши сим картички, на тоа дека нема мрежа, како и тоа дека добиваат помалку услуги отколку што плаќаат. Според извештајот на Агенцијата за електронски комуникации, роамингот е само мал дел од сообраќајот. Од вкупниот број минути разговор, само 0,3% биле кон странски мрежи, а незначителни 0,1% биле направени во роаминг. Толку во ова издание на темата на неделата, во која се осврнавме врз укинувањето на роамингот во рамките на Европската унија. Следете не и натаму на Facebook и YouTube. До гледање.